здраво. Сега сакам да ви кажам некои длабоки придобивки кои тие што ќе научат редовно да медитираат, ќе ги искусат во својот живот. Медитацијата, веднаш да ви кажам, вика врти целиот живот обратно. Се што се замислиле какви треба да бидете, што треба да правите, со помош на медитација ќе ги свртите нештата. Вашите навики ќе ги свртите, колку спиете, како спиете, што зборувате, како се изразувате. Причината зашто медитацијата ви го менува животот се увидите кои ги добивате. Гледате изворот на вашите мисли, изворот на вашата висока енергија и изворот на вашата ниска енергија. Да кажеме, вообичаениот живот е кога вие сте свртени нанадвор, функционирате со помош на вашите сетила, нешто гледате, допирате, вкусувате. Целата ваша концентрација е нанадвор. Вие полека се навикнувате на работите околу вас, се навикнувате како да се однесувате со другите луѓе, се навикнувате како да се однесувате на работа, се навикнувате како да се однесувате со вашето семејство. И полека се прилагодувате на нив. Успеете да се прилагодите. Некои не се прилагодуваат и нив општеството ги трага на страна. Медитацијата е обратен процес. Многу луѓе мислат дека медитираат за да станат посреќни, за да бидат поуспешни, да бидат посмирени. Со медитација точно може сето тоа да се направи. И таа вистинската цел не е со медитација да постанеме нешто. Че ние сме направени од совршена природа. Ние сме направени од совршен материјал. И ние сме направени потполно среќни. Нашата природа е совршена, умот, срцето. Целата наша енергија е совршена. Меѓутоа ние тоа сме го изгубиле. Сме го изгубиле контактот со нашето совршенство. За да се потполно совршени, потполно се среќни, опуштени, спијат длабоко, стануваат среќно се спиваат. Тоа е доказ дека ние сме направени од совршен материјал. Меѓутоа подоцна, како што почнуваме да се прилагодуваме на околината околу нас, почнуваме да го губиме контактот со совршенството. Медитацијата е обратен процес. Значи ние не постануваме нешто, туку само го откриваме нашето совршенство кое е длабоко закопано во нас. Претходните вежби што ви ги кажав, че вие направо ја смирувате енергијата, потоа ги изфрлате мислите. На тој начин вие не живеете во светот на умот и на сетилата, почнувате да имате искуство од вашиот длабок интимен свет, кој не е поврзан со умот, ниту со сетилата. Да се вика длабока медитација, односно искуство на својата душа. Многу луѓе во животот, колку и да се успешни, имаат моменти на депресија. Наједноставна формула за депресија е кога ти сакаш нешто да бидеш, а не си. Кога сакаш нешто да имаш, а немаш. И тогаш луѓето се фрустрирани и се депресивни. Депресијата во моментот те влече во следна депресија, бидејќи ти ја спушта енергијата. Како што кажав, медитацијата е обратен процес. Че ти не сакаш ништо да бидеш, не сакаш ништо да имаш, туку ти треба само да се откриеш. Че тоа е потполно вртење на енергијата. Како што сме ние насочени кон тоа дека треба да најдеме нешто, сега треба да се насочиме кон тоа, треба да се откриеме. Тоа го откриле низ историјата сите духовни заедници. За овие работи вртење навнатре се пишува во Маите, во Јужна Америка, египетската култура, Блискиот исток, културата на Блискиот исток, од кај што доаѓа и Исус. Потоа јоги, хинду традицијата во Индија, таоистичка или не знам, Лао Це култура во Кина. И сите тие зборуваат за откривање на внатрешното богатство. Значи ние ништо не создаваме, туку откриваме. На тој начин се ослободуваме од притисокот дека треба нешто да бидеме, треба да постанеме нешто, треба да бидеме нешто. Бидејќи колку и да сакаш нешто да направиш натворешно со тебе, никош не си задоволен. Секогаш сакаш следен чекар. Додека ти е јака енергијата. Потоа кога ќе почнат некои мали порази, енергијата ќе почне да ти паѓа надолу. После првиот пораз стануваш магнет за втор пораз, магнет за трет пораз. И тогаш луѓето се облекуваат во длабока несреќа. Значи како мали се родени совршени и чисти. Потоа се вртат нанадвор, сакаат нешто да постигнат, да станат. И потоа има процес на гасање. Значи тоа се вика круг на живот. Кругот на животот. Стануваш чист и среќен, влегаш во комплициран вртлок на животот и потоа се гасиш. Медитацијата е обратен процес. Се раѓаш повторно чист,
влегуваш во компликациите на животот. Меѓутоа со длабока медитација се враќаш потполно во состојба на чистота. Значи постојат неколку типови на чистота, затоа ќе зборувам во некои од следните видеа, но увидот во твојата вистинска, да кажеме, блажена состојба или енергија зависи од твојата чистота. Колку ќе бидат чисти мислите, колку ќе ти е чиста енергијата, колку ќе ти е чисто телото. Луѓето мислат тие што медитираат треба да се облечени на специјален начин, да имаат, не знам, точка, некои посебни фризури. Но не е така. Вистински ја научиш да медитираш, умот треба да ти биде бистар и чист. Умот ќе ти биде бистар и чист, ќе станеш магнет за длабоката енергија што се наоѓа внатре во нашиот енергетски систем, а не енергијата што се наоѓа во нашиот умствен систем. Почнете редовно да медитирате било како. Правете едноставни вежби за медитација наутро. Правете едноставни вежби за медитација навечер. Ако научите длабоко да медитирате, тоа ќе ви стане дел од вашиот живот. Ќе се легнете навечер да спиете, едва ќе чекате да станете наутро да медитирате. Секоја медитација е свечен цен. Седнувате и во тој момент почнува празник за вас. Ако што идеме на забава во петок или во сабота навечер, која може да биде успешна, може да биде досадна забава. Медитацијата е натрешна забава. Значи секоја медитација е потполно различна и потполно поинакво искуство на душата да живува. Сите кажуваат дека Бог е бескрајен. Нашата душа е поврзана со Бог. Значи нашата душа е полна со бескрајни форми и искуства. Затоа кога ќе научите длабоко да медитирате, секоја ваша медитација ќе ви биде свечена. Научите да медитирате.